Понеделнично издание на регионалните вести. Невообичаено за месец мај во Гостивар се уште се регистрираат заболени од грип. Во Тетово пак минатиот месец е регистриран еден случај на голема кашлица кај двомесечно бебе. Оваа сезона на грип Гостивар во повеќе наврати го држеше неславниот рекорд на општина со најмногу заболени во Македонија. Невообичаено за месец мај во Гостиварската подрачна единица на Центарот за јавно здравје Тетово се уште се регистрираат заболени од грип. Како што објави Институтот за јавно здравје на Република Македонија, последната недела пријавени се 13 нови случаи на ова заразно заболување, со што вкупниот број на заболени од почетокот на сезонава достигна бројка од 2410. Во Гостивар изминатава недела е регистрирана и највисока инциденца, односно 10,9 на 100.000 жители. Според податоците што ги објави Институтот за јавно здравје, во текот на 19-тата недела на 2018 година во Македонија пријавени се 35 случаи на грип или заболувања слични на грип, што е зголемување во споредба со минатата недела, кога имало 21 случај. Односно, наместо тренд на опаѓање, овој пат има тренд на растење. Споредено со 19-тата недела од минатата сезона, 2016-2017, бројот на заболени оваа недела е поголем за 67%. Понатаму Институтот за јавно здравје известува за присуство на заразна болест голема кашлица на подрачјето на Тетово. Имено како што објави во месечниот извештај за движењето на заразните заболувања во Македонија, во месец април регистрирани се 2 случаи на голема кашлица. Првиот случај е двомесечно бебе од Тетово, кое не подлежи на вакцинација. Вториот случај е 6-месечно дете од Скопје, кое не е вакцинирано со компонента против голема кашлица. Од болестите кои се вакцинално превентабилни, Институтот информира и за регистрирани 2 случаи на заразни заушки минатиот месец. Се работи за деца од Велес кои припаѓаат на возрастната група од 10 до 14 години, кои не се вакцинирани против ова заболување, иако според редовниот календар за имунизација подлежат на вакцинација. Во сообраќајна несреќа повреден е 12-годишен велосипедист на улица Радован Цонич во Тетово. Во Гостивар пронајдена експлозивна направа. Сообраќајната незгода на улицата Радован Цоник во Тетово, во кој е повреден 12-годишен велосипедист, се случила вчера околу 15 часот и 50 минути. Во незгодата учествувале патничко возило Ауди А4 со тетовски регистарски ознаки, управувано од 44-годишен тетовец, и велосипед Макс, што го управувало 12-годишно лице, исто така од Тетово. Повредениот велосипедист пренесен е во Тетовската клиничка болница за укажување лекарска помош. Извршени увид и се утврдува причината за незгодата, околностите и се друго. 53 годишен гостиварец вчера околу 11 часот пријавил дека во околната гостиварска населба Цеглана забележил експлозивна направа. Набрзо на местото извршен увид и утврдено дека станува збор за тромблонска мина функционална, која представниците од дирекцијата за заштита и спасување за кусо време е подигнали транспортирале. Се расветлува кој и зошто ја оставил мината на тоа место. СВР Тетово изминатиот викенд спроведе сообраќајни контроли во кои евидентира 29 возачи кои возеле под дејство на алкохол. Изминатите 2 дена од викендов на поширокото тетовско подрачје спроведена е сообраќајна акцијска контрола за алкохол, со која вкупно биле опфатени 348 возачи, а од кои 214 се алкотестирани. Од алкотестираните, кај 29 откриено присуство на алкохол, односно тие ги управувале возилата во алкохолизирана состојба, поради што сите се исклучени од сообраќај, додека на 27 времено и одземена возачката дозвола. Покрај тоа на алкохолизираните изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидени глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 250 до 500 евра во денарска противредност. Во овие активности исто така биле констатирани 60 на други прекршоци, кои адекватно се заокружени со поднесоци. Кривичниот суд во Скопје го ослободи од обвинение премиерот Зоран Заев за случајот подкуп. Заев беше обвинет дека како градоначалник на Струмица барал подкуп од над 160.000 евра од бизнисменот Иван Николов Сачавалиев. Според пресудата, обвинителството не успеало да докаже дека Заев го сторил делото. Судијата Дарко Тодоровски при изрекување на пресудата во Кривичниот суд рече дека јавниот обвинител не докажал оти Заев го сторил кривичното дело за кое се товареше.
Кен сум заради тоа што конечно докажав мојата невиност и дочекав правда. Многу посакувам тоа на секој граѓанин во Република Македонија при независно судство, во транспарентни постапки, како што беше оваа мојата за предметот подкуп, заради тоа што само така Република Македонија може да биде нормална земја. Секако ќе чекаме сега правото на жалбено обвинителство да го искористат, но впрочем преку транспарентноста на целата постапка се види и целиот процес во својата суштина, во целото свое битие. Јас искрено очекував пресудата да биде ослободителна заради тоа што во доказната постапка ги докажавме сите работи, се случи преквалификацијата на предметот и беше логично очекување, но сепак е судска одлука. Собранието денеска со 81 глас за и ниту еден против или воздржан ја избра Анита Ангеловска-Бежоска за гувернерка на Народната банка на Република Македонија. Незиниот избор доаѓа еден ден пред истекот на мандатот на Димитар Богов, кој минатата недела ја врати кандидатурата за гувернер. Ангеловска-Бежоска досега беше вице-гувернерка, е првата жена која ќе ја води Народна банка на Република Македонија во наредните 7 години, колку што трае гувернерскиот мандат. По повод празникот Свети Никола Летен, утре ќе има празнувања во населените места Жилче и Доброште. Во Жилче утре на литургија е закажана за 8:30 часот, а во Доброште во 10 часот. Во Центарот за култура во Гостивар премиерно ќе биде изведена комедијата од Бранислав Нушич "Сомнително лице". Во представата игра млада, но веќе искусна актерска екипа, а режијата е на Ѓорѓи Нешковски. Една од најпознатите комедии на Бранислав Нушич "Сомнително лице" премиерно ќе биде изведена во среда во Центарот за култура Аснон во Гостивар. Театарската екипа на културното здружение Дунек е целосно подготвена за премиерата и ветува многу смеење, забава и позитивна енергија за публиката. Сомнително лице е добро познатата комедија на Бранислав Нушич. Се работи за еден полициски началник, Јеротија Пантич, кој добива за задача да го изнајде сомнителното лице кој се наоѓа во неговата околјеност, во неговиот град. Исто така, представата е поседена со многу комични моменти и ја игра добро познатата актерска група, која вие знаете. Затоа ве покануваме на 23 мај, среда, во 20 часот во Културниот дом да проследите представата. Јас сум Ивана Меđановска и во оваа представа го толкувам ликот на Марица, тоа е ќерката на началникот Јеротија, кој заедно со мојата мајка создаваат пречки во мојата љубов и јас правам се за да ги победам тие пречки. Јас сум Војкан Михајловски и го толкувам ликот на Јеротија, главниот началник на полицијата. Ова е една од најпознатите представи на Бранислав Нушич, подобро познатите. Здраво, јас сум Тодора Матеска и во оваа представа го толкувам ликот на сомнителното лице, Ѓорѓе Ристич, и ве поканувам сите да дојдете на 23.5. да гледате нашата представа и да се забавувате со сите нас. Јас сум Виктор Анđелковски и во оваа представа ја толкувам улогата на Милисав, писарот во полициската институција. Јас сум Драгана Богоевска и ја толкувам улогата на чорбаџијата Миладин во нашата околија. За прв пат глумам машка улога и ова навистина за мене представува голем предизвик и големо искуство. Јас сум Давор Ангелов и ја толкувам улогата на Жика во представата "Сомнително лице" и ве поканувам сите на 23.5. Јас сум Јован Бугаски, ја толкувам улогата на практикантот Таса, кој е малку изгубен во целата оваа приказна, и како дел на овој тим сакам да ве поканам на премиерата во среда во 20 часот. Ана Тасецки, јас глумам Јоца Пандујот. Јас сум Тома Стојановски и во оваа представа го толкувам ликот на Вича, десна рака на началникот и секогаш сум тука за него. Не баш, ама за неговата черка секогаш. Јас сум Екатерина Тримчевич и во оваа представа "Сомнително лице" ја толкувам улогата на Алекса Шпијунот, односно овчар во селото. Во 8 часот во среда на премиера на "Сомнително лице". Јас сум Константина Џирковиќ и во оваа представа толкувам улогата на Коле, полициски чиновник, и ве поканувам на премиера на 23 во 20 часот среда да се забавуваме и ветувам дека ќе поминете супер.
Представата Сомнително лице во Гостивар се игра во рамки на одбележување на Денот на сесловенските просветители, светите Кирил и Методи. Режисер на комедијата е Ѓорги Нешковски. Премиерната изведба во среда е закажана со почеток во 20 часот. Мравка! Каква мравка, бре? Чиновска! Аман, бре, тенго! Къде гледам? Еве! Сам сте? Абе, гледаш некој овде? Не, бе. Не можеш во канцеларија да поверливо да разговараш и... Завршија фудбалските надпреварувања во Македонија. Тетовската екипа Шкендија е новиот првак во првата лига. Екипата на Шкендија Тетово е новиот првак во фудбал во Македонија по завршувањето на сите надпревари од сезоната 2017-2018. По 36 кола Шкендија има освоено 91 бод. На второто место е Вардар од Скопје со 56, Работнички од Скопје на третата позиција со 52, додека Шкупи на четвртата е со 51. Од првата лига испаѓаат ФК Скопје, кој го освои 9-то место со 35 бодови, и ФК Пелистер на последното 10-то место со 34 бода. Шкендија ќе игра во квалификациите на Лигата на шампиони, додека Вардар и Работнички во Лига Европа. Во втората фудбалска лига Запад, првото место го освои Македонија Ѓорче Петров и се пласира во првата лига. Во 27-те кола освои 56 бодови. Второ пласираната екипа Гостивар ќе игра бараж за влез во првата лига. ФК Тетекс од Тетово го освои 6-то место со 39 бодови. Во втората лига Исток, Беласица од Струмица е новиот прволигаш со 59 бода по 25 одиграни надпревари. 7 година поред полни се трибините на игралиштето во населеното место Јанчиште по повод меморијалниот ноќен турнир во мал фудбал Бобе јуниор. Овогодинешниот турнир официјално беше отворен вчера и ќе трае во наредните 20 дена, низ кои силите ќе ги одмерат 30 екипи. Дека силната желба и упорност во зачувување на еден спомен ги надминува сите бариери, докажува обстојувањето на меморијалниот ноќен турнир во мал фудбал Бобе јуниор, кој синоќа по 7 пат започна на игралиштето во Јанчиште. Трибините беа претесни за љубителите на најважната споредна работа на светот, а терените полни љубов кон творецот на оваа фудбалска традиција во неговото родно место Бобе. Продолжуваме со традиционалниот ноќен турнир Бобе јуниор во чест на неговиот основач Бобе. Се тоа што Бобе ги имаше како концепт, како идеја, и вечерва се потрудивме да го продолжиме. Имавме почесна програма во чест на него. Но во годинешниот турнир имаме пријавено 30 екипи. 20 дена се надевам че уживаме да гледаме добар фудбал, пред се да помине мирно, да биде фер и коректно. Се тоа што Бобе го планираше, го имаше како замисла, како што тој го реализираше минатите години, така и ние секоја година го продолжуваме и го реализираме благодарение на многобројните спонзори и помагатели што ги имаме на овој турнир. Тоа се пред се општина Јагуновце, радио телевизија КИС, која секоја година ни се медиумски покровители, местната заедница на село Јанчиште, на чело со, морам да напоменам, новиот кмет Стојанчо Божиновски, кој како и минатите години, така и годинава на секаков начин ни помага, допринесува. Турнирот официјално го отвори градоначалникот на општина Јагуновце Дарко Блажевски, истакнувајќи дека ова е голем настан за општината и токму затоа секогаш ќе биде поддржуван од локалната самоуправа на Јагуновце. Еве 7 години како се одржува овој традиционален турнир, кој прерасна во непочитуван настан во кој учествуваат голем број на екипи и познати фудбалери, како од нашата општина, така и од Македонија. Општина Јагуновце го поддржува и ќе го поддржува овој турнир, со што овозможуваме идејата и желбата на Бобе да продолжи понатаму. Бобе го сакаше фудбалот, го сакаше спортот. Затоа ги повикувам сите учесници во спортски дух да го одиграме секој надпревар на овој турнир
и да му честитаме на победникот. Нека победи најдобриот. Специјални гости и вистинска атракција на синоќешниот турнир беа фудбалерките од женските фудбалски клубови Шарпланинка и Љуботен, кои го изиграа ревијалниот надпревар. По нив силите ги одмерија играчите на Бобе Јуниор и Блок 70, надпревар кој заврши со 3-2. Турнирот беше збогатен и со настап на културно-уметничкото друштво Изворот Јегуновце. Посебно сакам да им се заблагодарам на Марта и Велико Николич кои ни помогна да смениме подлогата, тревата и теренот е обновен на задоволство на целото село, на целата општина и од големо значење на сите нас. Па се надевам дека се ќе помене во најдобар ред и се гледаме во финале. Ноќниот турнир во мал фудбал Бобе Јуниор започна пред 7 години по иницијатива на Бобан Симовски Бобе. По неговото прерано заминување во вечноста, прерасна во меморијален. Од минатата година се игра и во чест на Александар Димчевски Трска, кој загина во сообраќајна несреќа, а беше еден од играчите на турнирот. Вечерва првиот надпревар се игра помеѓу екипите на Рио Оптима и Глоџи во 20 часот и 30 минути. Во 21 часот играат Стори Бар и Мортус, а по нив вечерта ја завршуваат Лео и Автостар. Медиумски покровители на турнирот се радио и телевизија КИС Тетово. Од 24 до 27 мај на Попова шапка ќе се одржи параглајдерски надпревар Љуботен Опен 2018. На него ќе учествуваат 40 надпреварувачи од 10 земји. Летачкиот клуб Љуботен од Тетово овој продолжен викенд организира параглајдерски надпревар Љуботен Опен 2018. Се работи за меѓународен надпревар во дисциплина прелети, на кој ќе учествуваат 40 на учесници од повеќе земји. Настанот ќе се одржи од 24 до 27 мај, од четврток до недела, додека наградите ќе бидат доделени на последниот ден. На него ќе земат учество 40 надпреварувачи, толку го ограничивме бројот на надпреварувачи за оваа година. До сега имаме пријавено надпреварувачи од 10 земји. Имаме од сите околни земји околу нас учесници, имаме дури од Австралија имаме пријавено надпреварувач, од Јужна Африка имаме надпреварувач, од Германија и Словенија. Стартот ќе биде на Попова шапка на местото Репетитор. Ќе се лета по падините на Шарпланина, рутите се северно до Љуботен и јужно до Вруток. Слетувањето ќе зависи од задените трки во денот. Целта ќе биде во зависно од метеоролошките услови во денот. Имаме предвидено неколку места за слетување, можни места за слетување. Тоа се јужно од излезот на Тетово, во близина на Штуловиот универзитет, према Речица, позади ДМК Петрол. Другото место е на север од Тетово, на излезот од север. Имаме места на слетување во Вратница, во Одри, во Теарце, Брвеница, Гостивар, кај наплатната рампа и Вруток. Последен ден ни е недела. Очекуваме да прогласувањето на резултати на победниците и затварањето на надпреварот да биде во недела попладне, негде околу 17 часот. Шарпланина е еден од најатрактивните терени за параглајдерство, со одлични климатски и теренски услови за прелети. Шарпланина нуди многу убави услови, ретко убави услови. Самата местоположба и тоа што сме како земја на југ ни овозможува да имаме многу сончеви денови што се потребни за летање со параглајдера и самата конфигурација на теренот, Шарпланина како планина и Полошката коклина испред овозможуваат многу убави, многу добри, скоро идеални услови за бавење со параглајдерство.
Параглайдерскиот надпревар Љуботен Опен 2018 е пријавен во Светската воздухопловна федерација ФАИ со покровителство на Воздухопловната федерација на Македонија. Денес имавме променливо облачно време со сончеви периоди. Минималните температури се движеа од 2 до 6, а максималните дневни беа во интервал од 20 до 25 степени Целзиусови. УВ индексот изнесуваше 6. Утре ќе имаме променливо облачно време, нестабилно со услови за краткотраен локален дожд. Минималните температури ќе се движат од 4 до 8, а максималните од 19 до 26 степени Целзиусови. УВ индексот ќе изнесува 7. Регионалните вести ги завршуваме овде. Благодарам што не гледавте. Пријатно.